За географските особености на Македонија кои се однесуваат на водите и нивните текови, во студиото разговарам со мојот гостин Атанас Угрински, хидролог во Управата за хидрометеоролошки работи. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и фала на поканата. Еве како за вовет во разговорот ќе кажам дека вкупната должина на целата дренажна мрежа во Република Македонија, реки, рекички потоци, повремени водотеци, долови и друго изнесува 48.300 километри или интересно звучи повеќе од обемот на планетата Земја. Што значи дека според количините на водените ресурси Македонија спаѓа во подрачје со задоволителни водени ресурси, но со доста голема нивна нерамноправна распределба. Што значи тоа и всушност колкаво е речното богатство во Македонија, но и кое е нивното значење? Република Македонија располага со природни водни богатства. Според некои проценки, во нашата земја има над 1000 водотеци и во оваа бројка влегуваат како постојаните, така и оние непостојани водотеци, како долови, суводолици, поројници и така натаму, кои што во извесен период од годината имаат вода или може да немаат вода, или пак со некој повратен период од еднаш на 2, 3 или 5 години имаат вода во речните корита, и оваа бројка се должи најмногу на токму на овие непостојани водотеци, додека оние постојани се некаде околу 50-тина. Така што сепак оваа бројка е ориентациона и потребни се дополнителни истражувања за да се покаже која е вистинската бројка на реки кои што се наоѓаат на нашата територија. Реките имаат огромно значење за нас, луѓето, од пивка вода до ресурс. А водата како ресурс е ограничена затоа што денеска во светот се придава големо значење за зачувување на реките, посебно што грижата и свеста за зачувување на водните богатства е особено голема ако тие се ограничени. За екологијата доста значајно е префрлањето на води од еден во друг слив. И од тука и прашањето колку сливни подрачја има и кое е нивното значење. Значи, реките во Македонија гравитираат кон 3 глобални морски сливни подрачја. Тоа е сливот на Егејското море преку нашата најголема река Вардар, како и преку реката Струмица и реките Циронска и Лебница, кои што преку Струма во Бугарија влегуваат во Егејското море. Потоа Јадранскиот морски слив, представен преку реката Црндрим, и она што е можеби помалку познато, еден вид на мал куриозитет, дека еден мал дел од нашата територија, незначителен дел припаѓа на Црноморскиот слив, и тој е представен преку неколку помали рекички кои што ја извираат на нашата територија, во северниот дел на нашата територија од планината Скопска Црна Гора, и потоа ја напуштаат нашата територија преку Србија и Косово, се вливаат во реката Биначка Морава, која понатаму преку Јужна Морава и Морава се влива во Црното море. Значи, иако е мал и незначителен, сепак ете Македонија како еден куриозитет има еден слив кој што влегува во Црноморскиот глобален морски слив. И оно што е тука исто така интересно, дека во Македонија има влезни и излезни води, односно води кои што извираат на нашата територија и ја напуштаат, и води кои што влегуваат во нашата земја, при што оние води кои што извираат на нашата територија се 85% од вкупниот број, односно тоа се домицилни води, што е еден вид на наше богатство, а останатите 15% отпаѓаат на водите кои што влегуваат во нашата земја, како што е тоа примерот со реката Лепенец која што доаѓа од Косово, реката Елечка која што доаѓа од Република Грција, понатаму еден дел од изворите на Црндрим кои што навлегуваат од албанска територија, а исто така интересно тоа што реката Пчиња извира на нашата територија во северните делови преку неколку помали рекички, ја напушта нашата држава, оди со својот речен тек во Србија, таму прави еден лак за повторно кај Пелинце да се врати во нашата земја и да продолжи со своето течење кон реката Вардар.
Овие податоци и бројки кои се однесуваат на реките во Македонија, накратко може да ги сублимираме во тоа дека речното богатство во Македонија е огромно и затоа треба и да го цениме, но и да го ползуваме. Меѓутоа, оно што е особено значајно во моментот е каква е хидролошката состојба во Македонија. Во период на суша сме и нивото на водата во реките е намалена. Каков е водостојот? Така, како што рековте, водното богатство е големо во нашата земја, но исто така е неравномерно распределено. Западниот дел е побогат со вода, каде што и врнежите се поголеми, што се должи на и климатските обележја во тој дел, повисоките планини, додека источниот дел е многу посиромашен со вода, каде што и планините ја немаат таа надморска висина како во западниот дел. Моменталната хидролошка состојба во земјата се карактеризира со ниски водостои, со подпросечни водостои за овој период од годината, и тоа се должи на прилично сушниот период во изминативите неколку месеци. Во текот на вчерашниот ден и денеска изутрина наврна некои количини на дожд, кои што незначително ги зголемија дел од водостоите на реките, меѓутоа не станува збор за количини на врнежи кои што можат значително да ја подобрат хидролошката состојба во земјата и кои што беа неравномерно распределени, повторно поизразени во западниот дел на земјата. Значи, фали вода, има голем дефицит на вода во земјата, фали вода и во реките, така што очекуваме да се надеваме дека во натамошниот период ќе има повеќе врнежи кои што ќе доведат до подобрување на ваквата слика. За мониторинг на хидролошката состојба се грижат надлежните институции, па од тука и ќе споменеме и ќе прашам што бележат мониторинг станиците за мерење на нивото на водата на реките. Да, Управата за хидрометеоролошки работи е надлежна за вршење на мониторинг на реките, природните езера во земјата и подземните води. И за таа цел има мрежа од хидролошки станици низ земјата кои мониторираат два параметри, тоа е водостојот на реките и температурата на водата во реките и природните езера низ земјава. Во моментов располагаме со 40 автоматски хидролошки станици кои што се од особена важност, од кои што 30 се со онлайн пренос на податокот до нашата база, а 10 се автоматски, но без можност за онлайн пренос, туку мора да се отиде физички на лице место на хидролошката станица и со лаптоп да се извадат податоците од неа. Исто така, метеоролошки станици има автоматски има 71. Така. Сега прашање за кое што сакаме што е можно помалку да говориме, станува збор за негрижата на луѓето, но и климатските промени кои негативно се одразуваат на хидролошката состојба. Така, значи природните процеси влијаат врз реките и врз протечните количини на вода во нив, во смисла на често и брзо изменување на тие водни количини во реките, така што климатските промени се евидентни. Те се случуваат како и во светот, така и кај нас, и се очекува дека во наредниот период ќе бидат се поприсутни екстремните временски појави, како појава, се понагласена појава на суши во текот на летните сушни периоди, како и појава на големи води и поплавувања во времето на врнежливите периоди од годината, и тоа да се случува многу често без притоа преод од едниот екстрем во другиот. Ето имавме пример на сушен период, исклучително во овие 2-3 месеца, меѓутоа в текот на вчерашниот ден на некои места имаше и порани врнежи од дожд, не беа до тој степен изразени, меѓутоа не се случува во иднина да имаме токму вакви појави сред сушен период, да имаме и поинтензивни врнежи кои што на некои мала територија и мали средни подрачја и реки можат да предизвикаат дури и поплавувања. За крај ќе се надоврзам на ова што досега го кажавте и ќе споменам дека целосно затрупани речни корити и уништено бесценното природно богатство во предели кои биле наред за прогласување на заштитени подрачја е епилогот од изградбата на дел од малите хидроелектрани во нашата држава, што дополнително ја влошува состојбата со речните корита. Да, тоа природно богатство што го имаме
треба да се искористува секако, но треба правилно да се стопанисува и да се користат тие расположливи води, да се искористува до оној степен при што да не се загрози нормалната екзистенција на живиот свет во нив и да не се наруши при тоа нормалното функционирање на природните екосистеми кои што се еден дел од нив. Така што во последно време се почесто имаме примери кога во реките и во речните корита се градат вештачки градби, водостопански системи, без при тоа да се почитуваат еколошките норми, еколошките правила и закони со што се нагрдува природата, се руинираат, се уништуваат речните корита, а и тоа на крајот на краишта влијае и на самиот жив свет во нив. Така што да располагаме со водите, да ги користиме, меѓутоа тоа да го правиме правилно, рационално, оптимално и умно. Се надевам дека овој апел кој што го упатуваме со нашиот разговор ќе допре и до луѓето, до граѓаните, но и надлежните институции. Вие продолжите и понатаму да ја следите состојбата и навремено да не информирате за се што се однесува на хидрологијата. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и на вас на поканата.